Добро утро, Ивана, добро утро, Ненад. Дел убаво најавивте и вие. Унај контакт со самите морски животни може да доведе до бројни бурни алергиски реакции, затоа е важно да се информираме пред да се упатиме на летување и секако да се едуцираме повеќе на вакви теми. Затоа и дојдовме токму овде на лице место со мојата денешна гостинка доктор Гурица да ни појасни, односно да ни открие некои корисни информации во односно оваа тема. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро, благодарам што дојдовте. Поздрав до Ивана, поздрав до Ненад и поздрав до сите гледачи на Телма. Ние дерматолозите постојано ги едуцираме заштита од сонце, но некогаш и забораваме на ова интересна тема која во случај ако правилно или не изреагираме знае да ни го разипе годишниот одмор кој прочем го чекаме цела година. Верувајте дека контакт со морските животни, дали тоа станува збор со морско еже, дали тоа се корали или пак медузи, знаете како да биде непријатен. Јас сум имала неколку пати случка да видам панично, значи дете излегува, почнува да плаче и тогаш почнува детето да трча, да вришти, почнуваат родителите, така се ствара една редица и една паника и луѓето не знаат што да прават у тој момент. Секој нешто кажува, секој нешто дава ова совети. Конкретно, нели, ежењата многу често нели знаеме да видиме нели, и кај доаѓаат ова пациенти биле нели во контакт, нагазале на ежењата одат таму каде што е чиста нели вода, се случува нели да биде околу камењата, дечињата многу сакат нели тука да играат, а во случај нели ако ни се јави такво нешто пред се на лице место да не пробуваме да си ги отстраниме, нормално тие што се гледат, тие иглички да ги извадиме. Треба ногата убаво нели да се измие со чиста вода, значи конкретно за еже со чиста вода, питка нели вода и да се нели отиде во самата соба, да се стави ножето во топла вода, малку нели да накисне и внимателно, ако знаеме, ако сме имали искуство нели да го отстраниме. Многу често се случува да со пинцета кога сакаме нели да го отстраниме, тие се доста се тенки и пукаат самите иглички и уште понатаку, уште подлабоко навлегуваат. Самите тие иглички со тек на време ќе излезат на површина, меѓутоа додека излезат навистина е непријатно боли. Многу често се случува да има секундарна бактериска инфекција. Значи на самото место ногата да се потови во топла вода, ако знаеме, ако имаме инструмент, ако имаме нели пинцета, но впрочем сите ни се наоѓа нели пинцета, да ги отстраниме, ако не, во најблиска нели амбуланта. Да не пробуваме сами да користиме и сами да ги отстраниме. Конкретно, кога станува збор за медузи, има големите медузи, обично не се тие. Кои се симптомите? Како да препознаеме дека имаме убот од медуза? Контакт, значи, со медуза, обично тие се во јато. Некогаш, некогаш, обично не ги ни приметуваме, ако немаме информација, ова зависно, нели, како одат таласите, и обично тој контакт не е на едно место. Кога, болката, значи, најпрви се чувствува печење, у моментот можеби и да приметиме и да видиме самото нели одгорнување нели да настане дополнителен контакт. На местото се јавува црвенило, се јавува у моментот оток, тоа страшно многу пече. Што тука треба да направиме? Никако питка вода. Значи, со морска вода, убаво нели да се испере самото место, во случај ако приметиме да има остатоци од пипците од медузата, тогаш да земеме нели морска вода со малку песок и да направиме блак пилинг. Обично луѓето, нели, прва реакција ни е дај да го измиеме со чиста вода. Не. Алергиската реакција ќе се зголеми, болката и печењето ќе стане уште посилно. Од самиот тој контакт нели со медуза многу ретко нели се јавува да кажеме системска алергиска реакција. Обично е тоа локална алергиска реакција, како што реков, видна црвенило, видна на оток. Значи слана вода, морска вода и задолжително антибиотска нели маст кога
нели ќе се вратиме во ова. Никако пациентите да ставаат, слушам, ставаат каладон, значи ставаат паста за заби, ставаат кисело млеко, значи се она што наоѓаат по дома ставаат, но никако. Значи најубаво е ако у моментот значи немаме антибиотска маса, доволно е нели да се стави и оцет, да се ублажи болката, да се намали нели чешањето и понатака нели да се побара соодветна помош. Ако имаме контакт на повеќе места, тогаш може нели да се јави дури и вртоглавица, пациентите имаат и покачена нели температура, тогаш нели да се даде и перостерапија. Меѓутоа тогаш да побараме нормално соодветна медицинска помош. Коралите и те како се незгодни, конкретно многу често се случува да наседнеме на нив, така да тие контакти се во задна регија на нозе. И пациентите, да, тоа е печење, меѓутоа не толку многу силно. Значи се разликува од контакт со медуза, тој што го доживеал знае, и пациентите некогаш дури го поврзуваат како да имале каснатини од комарци. После неколку дена знаат да се јават како меурчиња, како еден ситен осип, точно каде што бил контакт нели со коралите, и они знаат да дадат интензивно чешење. Обично секундарните инфекции кај корали се поретки, затоа што луѓето не користат разноразни, да кажеме, средства. Инфекциите се многу почести при контакт со медузи. Конкретно во морските, нели, се тоа најчести, но кога одиме по езера имаме контакт многу со водени змии. Не се отровни. Да, не се отровни, но спрочем секој кога ќе види нели змија, панично реагира, и ако обично ние им го нарушуваме нели живеелиштето. Така да може, нели, и ако се случи контакт, ако се случи каснување, да се побара соодветна нели медицинска помош, повторно никакво нанесување, никакви нели кој ќе се спомне каснување од змија, да, него да се побара стручна помош, да не користат се и се што. Ево уште едно прашање за крај, кратко. Сет за прва помош, што треба да се одржи, да се носиме на море? Значи, во однос на сет, пред се нели стерилна газа, средство за дезинфекција, дали тоа ќе биде хидроген, дали ќе биде октени сеп. Сега во поново време има и многу други средства кои не печат, не чешаат, задолжително нели антибиотска маст, кортико и антихистаминска крема. Тоа се тие и нормално против покачена температура. Тоа се тие основни, да кажеме, основен пакет кој ние треба да си го носиме за кога ќе одиме нели на летување, така. Ви благодарам многу за разговор. Благодарам, поздрав. Верувам дека добивте основни информации. Да.